Благодарам. Не е точно дека не може да се стави точката на дневен ред. Така вие го интерпретирате деловникот. Именно согласно член 70, и не случайно реков дека член 70, пратеник и влада може до утврдување на дневниот ред на седницата да предложат внесување на точки во дневен ред само во случаи на итна и неодложна потреба. Ако сметате дека оваа точка и ова барање кое што сега го поднесувам не е од итна и неодложна потреба и за ова да поднесеме материјали, апсолутно не сте во право. Именно такви материјали веќе имаме доставено до Комисијата за европски прашања, односно разгледување на она што значи извештај, односно она што беше донесено како заклучоци од самата седница. Значи материјали во собранието има, доставени се за прв пат до правилната комисија, Комисија за европски прашања, и тие материјали вие ги имате веќе од петокот во собранието. Доколку навистина имате желба да разгледаме некоја точка, да продискутираме на ваква проблематика, доволно материјали и почитување на процедурата има. И многу повеќе од начинот на кој што вие тоа го правите. Меѓутоа, вашата цел е денес да ни предлогот не го ставите на гласање. Затоа инсистирам, имајќи во предвид дека материјали има, информирајте се од службите дали постојат такви материјали. Јас ќе ви го дадам, го имам и деловодниот број под кои се заведени во петокот и во колку часот. Материјалите постојат и инсистирам точкава да ја ставите на гласање. А оставам на разумот на колегите пратеници дали ќе гласаат да дискутираме за една ваква и текако сериозна точка во овој законодавен дом. Имено, истото ова го дискутирав и кога се донесуваше законот, односно договорот за добрососедство со Република Македонија, и тогаш, ако се вратиме во стенограмите, може да се види и да се каже дека како што беше напишан тој договор за добрососедство, ќе имаме многу проблеми, повеќе отколку што ќе ги решаваме проблемите. Некој тука не убедуваше дека ги решивме сите проблеми, за жал, неколку години после тој договор излегуваат на виделина, односно на површина, сите недостатоци по однос на тој договор. Да не биде касно и за ова што денеска зборувам, да не биде касно и некој да кажува дека немал доволно информации, барам врз основа на материјалите кои што се доставени до Комисијата за европски прашања, врз основа на член 70, итноста, и материјали веќе имате во архива, да ги распределите материјалите, а барањето, односно точката, да ја ставите на изјаснување. Впрочем, тоа е и ваша обврска до утврдување на дневниот ред. Кај што не ги стават оние точки за кои што даваме информации, односно даваме материјали, информации и други точки, да не се враќам назад, сега барам и инсистирам да ја ставите точката на изјаснување пред пратениците. Затоа што фактот кој што го кажавте нема доставени материјали, а не е точен, материјали имате, а итноста и неопходноста од оваа точка ги знаат македонските граѓани, впрочем и вие самите. Само бегате од одговорот и сакате тоа да го решавате за затворени. Од таа причина барам да ја ставите точката на дневен ред.